Благодарам. Почитувам подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денеска продолжуваме со новите предлози од така наречената Пазар 3 реконструкција. 1, 2, 3, 4, 5 предлози. Заменик министер на Министерство за образование, заменик министер во Министерството за правда, заменик министер во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, заменик министер во Министерство за здравство, заменик министер во Министерство за образование и наука. Вчера имавме од овде, од оваа говорница, говори за разрешувањето на заменици министри, имавме забелешки на експозето на оној кој што предлага на премиерот, на неизбраниот премиер, и некој би рекол што би се случило во толку кратко време. Меѓутоа, еве, замислете, повторно имаме уште еден куп актуелни случувања. Денеска во државата во која што Ковачевски е премиер и во државата во која што тој предлага нови реконструкции, замислете, граѓаните се разбудија без леп. Празни се рафтовите. Се доведовме во ситуација да се бориме буквално за преживување. И тоа за истиот тој продукт за кој премиерот овде најави на една пресконференција во влада дека цените ќе паднат, видовме дека цените не паднаа. Еден новинар му кажа дека тука некој лаже. И еве сме денеска, дури и маркетите ни останаа празни. Меѓутоа, кога ќе ги погледнам најновите случувања, можеби премиерот и имал право. Можеби навистина и има бран на поевтинување. Можеби навистина и ние малку претеруваме. Замислете, кога ќе погледнете во медиумите, ќе видите дека веќе деловни простори на улица Македонија се купуваат за 700 евра по метар квадратен. Не видено намалување на цените. Не видено намалување на цените за блиските на владини функционери. Во 2023 ексклузивен деловен простор на улица Македонија само за 700 евра. Меѓутоа, тие цени, предпоставувате, се ексклузивни за владините функционери. И намалување има само за владините функционери, и зголемување има само на државната помош и помошта од Фонд за иновации и технолошки развој. Меѓутоа, ајде да ги погледнеме и CV-ата. Она на што укажа и некој пред мене, кандидатот за заменик министер во Министерство за образование, во Министерство за одбрана Тирон Јајага, во својата биографија напишал дека е добар во интернет експлорер. Дали знаете денеска по најновите информации во 15 часот во државата во која вие сте премиер, почитуван Ковачевски, дали знаете кои се најпребарувани зборови на пребарувачот Google, за кој вашиот претходник најави дека како инвестиција ќе го донесе овде во Македонија? Најпребарувани зборови со пораст од 5000% пребаруваност. Рецепт за леп. Домашен леп рецепт. Пребарувани зборови. Леп рецепт. Пребаруван збор. Месење леп. И замислете кога целиот свет ја гледа Македонија на карта, во која што Ковачевски неизбраниот е премиер, и кога ќе се информира ова една од базичните информации кои што ги бараат. Што се случува во Македонија? Па 2 месеци премиерот реконструира влада и го зголемува мнозинството. Што направи? Па се откажа од еден куп министерства. А за колку го зголеми мнозинството? Па вчера беше зголемено за 1, а денеска е намалено за 3. Што пребаруваат луѓето? Што ги интересира луѓето во Македонија? Па во моментот ги интересира месење леп. А да, заборавив. И апарат за леп има пораст од над 2000% во пребарувањето. А што прави премиерот додека луѓето се подзакани од бомби, учениците седат дома, рафтовите за леп се празни, а тој слуша музика на слушалки,
Само тоа? Не. Чита книга. Па зарем воопшто премиерот во држава во која нема леп на рафтовите, стигнуваат по 50 до 60 закани за бомби и во која што се доделува државна помош на фирми блиски на кумот и во која цена на квадрат на улица Македонија за владини функционери се продава по цени исти какви што биле актуелни во транзицијата. Дали е возможно да слуша само музика и да чита книга? Да. Зошто? Затоа што има PR тим. PR тимот е овде да направи видеа, да исече, да склопи, да стави некоја успорена снимка, одвлегување, извлегување, сликањето со објективи, со долг фокус можат да ве направат посимпатичен, да изгледате посериозно, останатите да бидат надвор од фокус, затоа што видовте вчера што заклучија сите. Единствено важен на Димитар Ковачевски му е Димитар Ковачевски. И не е само тоа што се случува. Замислете, додека вие, почитуван предлагач, сте премиер, најновите истражувања на Finance Team ке кажат дека во Македонија, додека вие сте премиер, 13.000 луѓе се ново сиромашни. Од нив 5.000 се деца. И дали тоа ќе го притисне алармот кај вас? Дали тоа ќе ве вознемери? Воопшто. Дали знаете дека во Македонија, според нашите примања, 1/2 до 1/3 се трошат за храна, а храната во Македонија имаше највисоки стапки на инфлација, од 22,7% до 36% инфлација. Дали знаете дека најновите податоци за инфлацијата во јануари 2023, додека оваа влада ја трошеше на пазар 3 реконструкции на пазарење, дали знаете дека во целиот Балкан имаме највисока инфлација? 17,1% Македонија. Позади нас се Бугарија, Црна Гора, Србија, Романија, Косово. 12,1%. Албанија 7,2%, Грција 7%. Знаете што значи тоа? Дека нашите граѓани осиромашуваат со дупло побрза стапка од сите овие граѓани. И на крајот, дали сето ова го знаат нашите граѓани или не го знаат? Или треба ние да им го кажем? Еве, погледнете ги најновите истражувања. На прашањето, дали очекувате сегашниот премиер до крајот на мандатот да донесе подобрување во економијата? Не, ке кажат 13,2%. Да, 19,3% и не, 67,8%. Фактот што 70% од луѓето, тоа се од 10 луѓе 7 ке кажат дека не веруваат во вас, дека до крајот на мандатот ќе допринесете кон подобрување на економијата. Не веруваат во вас. Фактот што имате 20.000 иселени во вашиот мандат. Фактот што имате 13.000 нови сиромашни во државата. Фактот што имате држава која што има највисока инфлација за храна. Фактот што имате држава во која што во денот кога предлагате реконструкции, рафтовите за лев ви се празни. Дали тие факти не ви се доволни да ви кажат дека граѓаните не ве сакаат, не ве поддржуваат, во вас не веруваат, дека сте компрометирани до таа точка дека ниту еден пиар и ниту една лажна поддршка нема да ви помогне? Тоа беа информациите од интернет пребарувањето. А за другите кандидати, што би кажал? Вчера зборував за земјоделието. Повторно во експозето немате ниту еден збор за земјоделие. А и сами знаете дека една од главните топ светски теми е глобалната закана од прехранбена криза. И гледам дека колегите од Алијанса за албанците се возбудуваат кога ќе спомнеме дека кандидат на заменик министер во Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство е Вјолца Бериша, професорка по книжевност. Секоја чест за професорката, меѓутоа во биографијата пишува писател,
издавач, доктор на науки од областа на книжевноста. Затоа што можеби на нашите земјоделци на крајот на денот и остана уште една песничка да им напишете за субвенции и ќе биде комплетна сликата за катастрофата која што им ја приредивте на реплика.